Това да. Значи убав си толкова, колко ще мислиш дека си убав. Ќе почнеш да веруваш дека ти си убав со сите твои недостатоци, тогава иска си вистински убав. Значи едноставно подкастот е почнал, не знам дали сте свесни, Мери може да ни најавиш официјално, кога некој ќе оди официјално најава, така како што е природно. Најави најде и да почнеме. Шоговинта е многу реалтивна работа. Добро вечер, драги гледачи. Добро вечер, добре. Се Добро вечер, добро кога не вечер. гледа, некаде Генерално добро вечер. На средина од нашиот разговор, јас морам да го најавам официјално подкастот. И како што гледате, веќе се разговараме, малце жустро ние овде. Имаме многу имаме различни гледишта, што е добро. Мислам дека ќе разјасниме многу нешта кои ме мачат мене, а кои ја мачат и пошироката јавност. Гости на овој подкаст ми се Љупка Митрова и Горан Митров. Добре дојдовте во мојот подкаст. Знам дека Горан сега веднаш ќе ме реагира, но јас морам да го најавам инфлуенсер, јавна личност. Личности за двајцата тоа би важело, кои не се срамат да го покажат својот живот, своето тело во јавноста и да бидат постојано активни и вклучени на Инстаграм. И јас, како добар домакин, дека нели веќе втор пат ќе дадам предност на Љупка прво да ти се заблагодарам за поканата, па ќе се надоврзам. Ти благодарам што дојдеш и се одзва на поканата. Како се чувствуваш така во нашиот амбиент овде во Биди свој? Како дома. Како дома, мило ми е. Горан знам. Да. Горан знам дека се чувствува убаво. Фактот што дојде повторно ми кажува дека тој беше задоволен. Знаеш ли, јас сум тука денеска поради тебе. Фала ти много. Иначе мене веројатно немаше да ме викне повторно. Ама благодарение на тебе, ето ја покрај тебе се шегам. Како е, се има причина. За се има причина. Една причина само зашто не знам дали би те поканила уште еднаш, затоа што многу ми е стрес. Значи морам да си признам. И денес имам стрес како да се облечам, што да се облечам. И го замислувам Горан да дојде ка убавичка си. Тоа право утепува. Изгледаш прекрасно, ти си убава жена. Благодарам. Изгледаш перфектно, Мери, пак си обезбедна варијанта. Обезбедна, нели? Сигурна варијанта, сигурна. Добар избор. Морам да кажам, оти внимавам, да. Не саках да претерам со нешто, за да не да ме искритикувате. Предпоставувам дека ги приметувате тие. Се плашиш ли од критики? Искрено да. Се плашам од критики, не у секој случај. Сакам дека и ние да го ајде, сега кој гостин се плашиш ли од критики? Да, се плашам. Мислам, потекнува прашањето врз основа на това што многу жени во струмите се плашат од критики и одат на сигурна варијанта црно, бело, крем, милки и така натаму. И деме кажуваме ние сме само класични, елегантни. Не сакат бои, мислам многу убаво да бидеме у бои. Мислам сонцето е во боја и цвеќињата се у боја, многу убави работи се во боја. Зашо облеката да не ни биде во боја? И затоа те прашав уствари дали се плашиш од критики за тоа што многу жени. Искрено да се плашам од критики. Сега кога ве гледам така, има прашање за самодоверба, но тоа малце ќе го прескокнам. Од каде врската помеѓу вас двајца? Како се запознавте прво? Како гледам сега дека нешто тајно се работи, нешто се најавува, во најава е и тоа ќе го начнеме малце. Но како се запознавте и дали през името Митрови ве поврзува? Морам пак да те прекинам. Јас и Горан до сега ништо тајно не сме правиле, па така и оваа работа не го најавувате само брендот, да, се крчкаме, не знаеме што. Сакаме да биде интересно за јавноста, дека е тајно и на моца не е тајно. Тогаш ќе ми откриете што правите. Добро. А дали Митров презимето ве поврзува? Да. Не поврзува, да. Презимето Митров е космичка ствар која што нас не спои. Фамилиарно ништо, добро. Роднинска врска, освен космичка. Сакав да бидам джентлмен денес и да ја оставам цело време просто на Љупка да биде првата. Ама не може, тоа е посилно од тебе. Посилно од мене. Добро. Не бива, да. Не може, не. Те сваќам. Љупка мене ми е подарок од универзумот, официјално, а не официјално, да. А не официјално ми е подарок од брати, мене Ване Барко ми беше пријател и Ване така случајно не спои, ја и она буквално мислам дека на прва средба кликнавме, ама буквално, кога да се знаеме 100 години пред да официјално се запознаваме. Значи да појасниме и на целата јавност. Пријатели, не роднини, не братучеди. Ние сме повеќе пријатели, не можам да кажам дека јас и Горан сме пријатели. Че ние сме, он ми е брат што јас сум го избрала да ми биде брат. Нели едноставно избор е упрашање и конекција што не секој ја има. Да, постојано сте заедно, ве поврзуваат очигледно многу работи во животот,
Она што е заедничко кога ве гледам вас двајцата и пред да почнеме со подкастот, сватив дека имате самодоверба. Колку самодоверба треба да се има за да си постојано јавно изложен, да бидеш инфлуенсер, пак ќе кажам, и да бидеш изложен пред јавност. Колку самодоверба треба да има? Причина или последица според тебе? Мислам причина. Треба да имаш самодоверба, да си постираш постојано слики, да бидеш најпрво да имаш онлайн. причина за да добиеш самодоверба. И кога ќе ти се пружи причина, на сите не се дешава причина и прилика да не кажем ајде. Самодовербата ние сами ја иницираме. Доаѓа со време, мислам, од ден, секој ден расте. Не се раѓаш. Не се раѓа, никој не се раѓа со самодоверба. Нели као се роди, не. Знаеме често да кажеме тој е таков, тој има самодоверба и јас сум си таква и нели така ако не се се променуваш, ако не правиш промени, значи не растеш. Промената е знак на растење, на развивање. Свест, самодовербата е свест уствари. Да. Кога ќе станеш свесен за себе си, за сите твои убави и лоши работи, кај живееш, што имаш, што поседуваш, што имаш тие други немаат. Тогаш стануваш и растеш. Па не ги ни акцентирам, не сакам да ги акцентирам. Прво здравје, фамилија, пријатели, изглед, нели, се што имаме, тогаш задоволни и кога ќе станам кажам, Любка, мислам, немаш причина денес да бидеш тажна, несакана, кога ќе почнеш сам да се гушкаш, да се сакаш, тогаш уствари растеш, невозможно е да не пораснеш. Да. Јас сакав да ве прашам, дефинирајте самодоверба, меѓутоа Любка убаво ме ја дефинира. Кој е твојот став горе? Нема дефиниција. Генерално самодовербата е едноставно последица на процес на работење сам на себе и запознавање сам на себе и свесност за собствените и квалитети, па и мани, и работење на маните да се анулираат. Кога сме кај... Да си ги сакаш маните, да си ги прифаташ, да кажем, окей, јас денес ушите не ми се идеални, али јас си ги сакам моите уши, зашто јас имам уши и да си го сакаш твоето тело. Да. Убаво е тоа да се слуша од прилично млади. Тој претходниот подкаст ме праша, чекај, кажи ми да видите за млади. Младоста е состава на умот. Дека зборуваат, дека се свесни и за изгледот и за личноста, се сакаат самите себе. Овде би кажала, кој би бил советот за сите млади, ајде, помлади од нас, кои се уште ја немаат, за жал, таа самодоверба, знаат да бидат многу самокритични, знаат да се срамуваат. Еве, јас ќе ја земам пример, мојата керка, 18 години, знае да се срами и од тоа како изгледа и од незиното тело. Дајте ми еден совет за нив. Морам да ти кажам, јас имам керка 17 години, уште еден месец ќе наполни, тука некаде генерацијски, и јас ета као помлада мајка и што сум растала во општество као струмица, со партнери обкружени со ограничени мислење, ставови, со другари обкружени со ограничени, со комшии, и се викам чекај сега јас да излезам од таа комфорт зона у струмица и да бидам мајка као што не е вообичаена за струмички услови. Реално, и да ја кажам, она ќе ми каже, мамо, убава ли ми е косата? Најубава ти е. Па и да не е убава, нели, според мои критериуми, кои ќе кажам, најубава ти е. Не си дебела, убава си. Не мораш да донесеш 5 за да бидеш успешна, можеш и 2, нели, оценките се баш за тоа од 1 до 5. Не може да бидеш успешна во секое поле. Кога нема да ја казнуваш за тоа несовршените работи, тогаш она ќе расте со самодоверба. Само тоа е процес кој што прво ние од дома го даваме, да она биде сакано дете, воспитувано со не се воспитувано по некои норми, туку само да добие љубов и самодоверба од дома, знаеш, тоа потекнува од дома. Тоа е као едно ѓубриво што треба да ние секој ден да го даваме. Да. Не се дешава преку ноќ. Сега, јас ако ја кажам и не ти е убава косава, утре ќе најде некој дечко и ќе каже, тебе стварно не ти е убава косава. И она ќе верува во идејата дека на неја косата не е убава. И на неја самодовербата ќе треба многу време за да и порасне, а и дали ќе и порасне, нели? Да. Значи сведоци сме дека на многу луѓе и самодовербата никад не им пораснала. За жал, ми е многу жал за тоа. Од кој аспект прашувам, социјалните мрежи се една од причините, посебно кај младите, знаат да им нарушат и самодовербата, и мотивацијата да направат нешто, причина за живот, ај да кажеме. Тие постојано гледаат на социјалните мрежи, гледаат туги животи,
се восхитуваат на нив. Совет, не знам дали. И ние сме млади, извини. Не Не сакам да давам совет, јас кажам само мој искуство, нели? Тој момент не Сакав да кажам дека социјалните мрежи, и тоа е нешто што ете помладите генерации треба да го сватат, дека секој на влијано. социјалните мрежи креира слика која што сака да ја презентира. Генерално, младите луѓе мора да ја укапираат суштината на социјалните медиуми. И дека тоа што нив таму ги фрустрира како фотографија појава или шо и да е, Има недостатоци. Има недостатоци у позадина, да, исто така. Тоа е битен момент и ти благодарам. Тоа Тоа е советот што го Тоа барав. исто мери како ние пред емисијата имавме Да. бекстејдж, нели, нешто што ние преговаравме, се спремавме, идевме до огледалце, па ај тоа да направиме, Да, ај да, косата на таа страна да биде на другата. Ние креираме нешто за сега да го презентираме. Исто и на Инстаграм и на Фејсбук. Значи, ние правиме претходно некоја креација, план, што да ставиме. Кога Ние сме не се кај ставиме Инстаграм? целосно, ние душата не може да се ја ставиме, ние Да. мислите, ние расположението не може да се го ставиме. Ние знаеме кој е расположението на денешниот ден, на денешната слика, али тоа не се На гледа. сликата не може се гледа. секој да го види да, тоа. да, не се гледа на сликата. Кога сме кај Инстаграм, да малце од расправијата што беше пред да почне подкастот, јас морам да се кажам, не осудувам, знам, ми кажавте, не е во ред да се осудува никој, но сум против користење на тие филтри кои го изменуваат некако и ликот и се едноставно не се реални тие луѓе кои ми се сликаат. Тоа е мој став, моје мислење. И затоа сакам и да слушнам и ваше мислење. Нека да Прво, одговори Горан користите прво ли? на тоа Користите ли? прашање. По потреба, да. Генерално не се согласувам со тебе дека треба да имаме некакво осудување за луѓето кои што го прават, па дури у поголеми количини, нели, можеби наводници. Не изгледа таа, не изгледа таа да, вистинската. меѓутоа, ако ние целиме, тоа го дискутиравме дека ете не гуши општеството, размислувањето на општеството, мајнството на општеството и сето тоа, твоето став и размислување во таа насока е сепак дел од тоа. од тоа, од влијанието на општеството кое што По-стара сум. не гуши. Па не си стара, млади сите сме млади тука, нели? Синче не треба така, знаеш како викаат. Генерално и во делот на Зошто потреба? самодоврба. Тај појасни ми го, не знам, некако менталниот нивен склоп. Зошто потребата јас да се Немање на покажам? самодоверба, пак Да. потекнува тоа, претходното. Значи, Да. немање на самодоверба, покажување лажна слика за себе си. Значи, И тоа ги прави они срекни? се прават срекни, моментално се срекни. 1 минута, 10, они се срекни. Не би сакала да ги осудувам, зашто за мене, што користам јас у моите фотографии, можам да те изборам лично за себе, битно ми е каква позадина ќе имам, кој ми ја прави сликата, у какво расположение сум, каква ми е косава, колку сум среќна јас денес, и тоа се гледа на сликата, тоа не може да се лажира. Дури и лекот во голема доза е отров. Значи, генерално окей се сите тие апликации, затоа се измислени, меѓутоа да се внимава има контрола. да се има контрола, да. Многу е битен кадарот од кој се слика. согласувам Може дека да се некои се да претери. некои мали финеци да се користат и да каже види сега сликава од долу и од горе не е Значи, има иста. контраст, Од лево и да. десно не е иста. Тоа да, меѓутоа знаеме да Тие видиме се стварно веќе има некои професионални, нели, изопачени, работи. изопачени и лица и се, и во тој дел Ништо не што е се претерано, согласувам. генерално не е во ред, не само за Да. користењето. Уште тука сум на социјалните мрежи, интересно ми е, со оглед на тоа што Љупка има повеќе од 70.000 следачи. Љупка имаше повеќе од Има 100.000. повеќе, ама ја Што им стагнирав направи? еден Што период. им направи? Па не го користев долго време Аха. Инстаграмот мој и после некој време пак решив да го активирам. Дали знае да еве кажавме имате самодоверба, но дали знаат коментари некои да ви влијаат на самодовербата, Не. на твоја слика, Не. на пост? Имам право. Што се случува со тие коментари? Ги Можам да гледате ти и кажам за себе си, ете многу одамна у моите почетоци кога јас сум се решила да бидам јавно експонирана во јавноста, тоа е избор. Че никој не ме натерал со сила. Да. Не сум пејачка, не сум водителка, не сум јавно лице. Че тоа да бидеш инфлуенсер е више избор. И кога се решаваш на такво нешто, не си свесен што влегуваш. И кога ќе ги прочиташ првите коментари, ете напишани на некој рандом портал, на луѓе што коментирале за тебе, што не те не знаат лично, што не испиле една чаша вода со тебе, не ти е пријатно. Ама тогаш се поставува најпрвото и главно прашање. Дали ти сакаш да продолжиш со тоа или не? И јас сама се погледнав и си кажав, ако сега мене ми влие коментарот на Мери, а не ја ни знам, ама она ме знае мене,
и одвоила време да коментира за мене. Супер фала и, зашто и таа негативна критика за мене е маркетинг. А мене ми треба маркетинг, фала и многу. Така, да. И јас се решив дека мене... Како ти кажа, лошата реклама е добра Ама лошата таа реклама е е лоша секогаш реклама најдобра е подобра реклама од добрата, зашто никој не е идеален. Јас, Така, ако сите добро зборат за мене, значи нешто до мене. Значи не може со сите да сум добра. Прво сите не ме познаваат. И ми е битен тој малиот круг, веќе кога ќе коментира за тебе лошо, тогаш ќе заболува, тогаш ќе влие. Тие 5 луѓе, што ти се битни. Ако тие 5 луѓе се до тебе, мислам, во тебе само крилјата ти растат, ти растеш и не може некој коментар да те сруши од некој што одвоил време, напротив си викам, и супер, топ, ме коментирале. Так. Горан, знали да те гуши средината овде во Струмица? Мала средина, луѓе еве што коментираат лоши коментари. Мислам дека не е исто. Емоционално хендикепиране Горан за луѓе што не ги знаат. За луѓе кои што не Кои не ме познаваат или не ми значат, сум едноставно емотивно хендикепиран водници. Само за мене има емоции. Малек кругот на луѓе кои што може да ми влијае на мислење или да сменам одлука или не знам, генерално да ми влијае на чувството за сам себе. Ја во мојата глава не сум од Струмица. Знаеш, генерално имам направено бабал, ајде да кажеме, дека има некој бабал околу себе и у тој бабал околу мене има луѓе кои што живееш во Флорид, не таму има ураган сакаат и кои што ги сака. Аха. И битни се само за мене се битни само луѓето кои што се во тој бабал. Едноставно. Сето друго надвор е Не допира до тебе. Не допира. Напротив, те мотивира, си викаш, още имам гледаност. Како и јас да станам таква личност, да не допира, ме праша Процесот, и каже, процес, работа на себе, да. Не да ме навреди, но не се чувствам убаво. Ако некој ми каже, леле, од кај те фармерки сега ги најде, јас нема да се чувствам убаво цел ден. Јас ако Тоа денес значи, ми влијае средината. Јас ако денес се видам во фармерките и се огледам во огледало и сум среќна. И во моите очи сум убава. Па не постои некој што ќе ми каже дека не сум убава и ја ќе го прифатам тоа. Мислам, шанси нема. Сум убава. И толку. Убавината е у нашите мисли, се е у нашите мисли, се е креацијата на мисли, позитивни мисли и све тоа. И затоа избегнувате така да се дружите со многу не толпа народ. Не можем да кажем дека избегнуваме, не можем да кажем дека избегнуваме, извини, можем да ти кажем дека седнуваш со некој, даваш шанса да седнеш со некој, да запознаеш луѓе и знаеш дали сакаш да се видиш втор пат. Ако таа фреквенција е иста, ако не шушка станицама, ти го кажав тоа и кога се видовме, ако е чиста, секако дека ќе се видиме втор пат. Не мора да се договараме, се знае тоа, се осеќа, се чувствува. Зашо да се го трошам времето? Не ве гледам често на кафе, низ кафичи. Не се движим некако... Живееме динамичен живот и двајцата и поради тоа можеби нешто многу јавно не се движиме по локали, ама знаеме да седнеме и генерално има неколку места во градот кај што можеме кај што се движиме. Најчесто и дома. И многу ме интересира како поминува еден ден на инфлуенсер. Инфлуенсер морам извини да... Како поминува еден ден на Љупка, добро, ајде. Можам да ти кажам дека јас најмалку сум инфлуенсер од текот на денот, се друго сум само инфлуенсер. Знаеш колку го мразам тој збор? Добро, како да ви викам? Окей, Горан, извини. Повеќе сум жена, мајка, родител, девојка, другар, акерка, отколку инфлуенсер. Инфлуенсер е нешто хоби, нешто морам да ти одговорам зашо јас го мразам тој збор. Малку е искривена, можеби во мојата глава е искривена, не знам, ама што за мене е инфлуенсер. Мојот број на следбеници мене не по секоја цена ме прави инфлуенсер за тебе. Бројот на, не знам, да не именувам никој, нечии број на следбеници никогаш за мене нема да биде битен за некој да ми влијае на нешто. Генерално, ако веќе се рекламира некој производ, па дали ќе ми влијае, дали ја ќе изберам да го купам. Може да има 120 следбеници, ќе кажа 117, ама викам седмицата да избегнам. 120 следбеници нека има, ама ако он е стабилен како лик, карактерно изграден, има некаква позадина позади себе и така натаму, држи некое ниво, ќе ме натера повеќе, ќе ми привлече внимание, отколку некој со можеби 200.000 следбеници кој што генерално рекламира шампон за коса со фейк, класична коса на глава. Секој си бира критериум што му е инфлуентно, нели? И инфлуентноста е избор. Да, за тебе инфлуентен Горан, за мене е Љупка и нели тоа е избор. Но има, пак ќе ги спомнам младите, помладите девојки,
Јас претпоставувам дека ако Љупка денес се слика со, не знам, некое фустанче интересно го, тие ќе обрнат се живо и диво да го купат истото. Така е, во право сум. Тоа е тоа влијание што го има, да видиме реално. Така е, и ние сме биле млади, па сме се огледувале на некои ликови. И затоа постојано го споменувам тој збор, затоа што имаш влијание врз младите во однос на мода, начин на облекување, на фризура, на шминка, како живееш. Гледам вежбаш јога. Вежбам и теретана. Јас сум физички активна веќе 8-9 години. Па тоа сакам да кажам, што се сум од случува физичка во твој ден. активност, убаво ми е да сум физички активна, мислам, пробувам се што ми е добро и ми прија на моето тело. Стануваш са бајле и си имаш испланирано денес ќе моето направам сабајле- толку фотографии, толку и толку Не, објави? не. Како се случува Не, тоа? не. Спонтано доаѓа? Фотографијата некад се планира, ако е за реклама или ти е нешто, нели, ајде да кажем, работно, ама у суштина не е мојот ден преокупиран со сликање сега во моментот, ако ме прашуваш. Сега во моментот кога станувам сакам да сум наспиена. Ми е битно да сум наспиена. Ми е битно што ќе доручкувам сабаље. Ми е битно што јадам, зашто битен ми е мојот изглед. Тоа сум јас фактички, цветот што расте сум јас. Готовиот производ сум јас. Многу ми е битно кога ќе станам сабаље да знам у какво чувство сум, дали сум среќна. Што ако не сум среќна како жена, како човек, нема да бидам добра мајка. Тоа е многу просто прашање и прост одговор. И моментот кога нели наидуваме на некој лош бран и се чувствуваш уствари несреќен и неисполнет, тогаш не ти е битна фотографија. Што кога ќе ме аплодираш ти на сликата, ако јас не сум среќна. Што ако не сум среќна и стигнам дома несреќна и моите ќерки ме чекаат и чекаат само да се насмеа. И се тоа е поврзано. И затоа си кажав, окей, мене треба денес јас да бидам наспиена, исполната како жена, да знам што јадам, да бидам насмејана како мајка, да имам природни и добри пријатели, другари, да имам работа што јас сакам да ја работам, еве сега тоа што со Горан што планираме да го правиме, мојот сон што јас од малечка сум го сакала. Значи, и тоа не е поврзано со профит и материјален дел. И тоа е поврзано со љубов, со нешто што јас како креација сум го имала долго време во мојата глава. И ете, таа креација се исполнила, што е искрена, длабока е. Да имаш партнер што искрено ќе те сака, никако. Тоа е многу краток патокас, материјалното. Може материјалното побрзо ќе стигнеш. И окей, ќе успееме материјално, ама што понатака дали ќе бидеш среќна, темелот е дали ти си среќен. Таа среќа ќе ти се види на изгледот, таа среќа ќе ти се види на децата, на родителите, на пријателите. Јас не сакам да мрачам денес, сакам да зрачам. Знаете да си дадете критика еден Многу често, и позитивна и негативна. Кога ќе го видам паднат, знам да му кажам супер си ти, да му кажам се позитивно за него. Кога ќе го видам дигна да му кажам спушти се малце, мислам дека тоа исто и он на мене. Неговата критика многу влијае врз мене и обратно. Си се приддржувате. Знам дека е искрена. Тука само ќе надополнам едно нешто. Зашто животот е многу важно само да имаш. Само да не ме прашувате мене. Не те прашуваме, ќе се свртаме после на тебе, сега само ќе одговорам. Во животот е само едно многу прашање од Љупка, само да не ми го постави до краја. Нема. многу важно да имаш на кој можеби да ги кажеш работите кои што те мачат. Меѓутоа е многу поважно во животот да имаш на некој на кој што ќе му ги кажеш среќните работи за тебе. Знаеш? Не разбираш поентата? И да се израдува искрено. Така. Да го осети уствари, баш таа среќата е чувство. Не се гледа. И кога ќе осетиш среќата на блискиот, тогаш уствари знаеш дека ти е близок. Ако не ја осетам, не ми е близок. За жал, во околината во која живееме се повеќе и повеќе се намалува бројот на тие луѓе со кои може да ја споделиш среќата. Мој совет е дека јас сум дел од оваа околина и јас живеам во Струмица, не сум во Лондон, не сум во Милано. Јас патувам, ама на крај се враќам дома. Јас како можам јас да работам на мојата среќа, друг да не може да работи. И јас сум жена што нема идеали и мене не ми е перфектно секој ден. И јас сум поминала турбуленции, ама јас не ги нагласувам лошите работи. Јас сум жена што поминала многу турбулентни работи за моите 37 години. Ама ги покажувам моите убави работи, што ако гледаш убавото ќе цетеш во убаво, ако гледаш лошото ќе цетеш во лошо. Да, тоа сакав да прашам дали еве во Струмица живеете, меѓутоа
Не ви е проблем. Може во секој момент, не знам, да живеете во Италија, во Франција. Ние многу често седиме на некоја место. Што ве враќа во Струмица? Еве ќе одеш, отидеш некаде на страна, те гледаме, повторно се враќаш во Струмица. Ти си постојано на пат, можеш да живееш било каде во светот, но ти се враќаш да живееш во Струмица. Овде се чувствувам своја, овде ми се корените, овде ми се децава, родителите, пријателите, улицава, мирисот на липите, нели некогаш ќе си дојдеш во пролет и викам колку ми е убаво. Мојот кревет, мојата перница си ја сакам. Значи не треба да бараме причина во тоа дека живееме во мало место. Тоа е изговор. За себе имаме изговор. Знаеш, да. убаво изгледа затоа што има пари. Убаво изгледа затоа што овој е маж. Убаво изгледа затоа што овој е мајка. Изговори има милион. Знаеш колку што имаат пари не изгледат убаво, визуелно. Нели пак кажувам, самодовербата, убавината е тоа што го носиме во нас. Тоа колку ние веруваме дека сме убави, толку сме убави. Многу често знаат да кажат луѓето, да бев таму се да живее во Франција, немаше да бев иста. Јас и Горан, сакам да довршиш. Јас и Горан многу често знаеме, извини Мери, да седиме у било кој струмички локал и да кажам се смееме и ни тече муабетот, убаво ние, има убава енергија, вибрација меѓу нас и викам, кај сме у моментов, кај сакаш да бидеме? Викам, Поситано. Ние сме у Италија. И тоа во нашата глава. Само окей, ние у моментот сме у Италија. Нели? Да ме земете за вечер со вас. Да ме земете. Кај сакаш да бидеме? Кај сакаш да бидеме? Италија. Кај ти е жел? И си ги спомнуваш, си ги креираш, си ги работиш, уствари си ги креираш. И сега го предизвикуваш, уствари, го предизвикуваш умот да ти ја више креира желбата. И тогаш ти се успарва, тогаш си поблиско до целото. Мораме да бидеме реални. Има се повеќе и такви подкасти, емисии, психолози, зборуваат, лайф коучинг. Многу трендовски, да. Но не знам, тоа е тренд, да. Тренд е, да. Но колку допира до секој... Мене лично малце ми е маркетиншки. Експонирано, не добро, не е добро. Не верувам дека тоа допира до вистинските луѓе на кои што ме потребни. Никој не е подобар психолог од сам себе, сам на себе. Како да работиме ние самите на себе? Еве, јас се восхитувам на тоа што го слушам. Со Љупка имам разговарано, не знам, 2 пати во животот, толку. Мене повеќе ме знае. Значи, јас сум единствена гостинка овде. Веќе долги домакине. Фала ви на поканата. Ме изненадува фактот со тие колку е позитивна и колку убаво гледа на животот. Многу ретко, пак ќе кажам, во денешно време да се разговараш со, посебно ние женските, знаеме да бидеме многу изфрустрирани и се други да ни се криви и се нешто да не чини во околината и таа да е несрекна заради тоа. Затоа кажувам, колку Љупка време работи на себе за да го постигне тој баланс, би кажал, што го имаш во моментот. Долго време, не можам да ти кажам, од оваа година јас почнав да работам на себе. Од моментот кога ќе почнеш да се сакаш себе. Ние не се сакаме од раѓање. Ние се учиме да се сакаме себе си. Од моментот кога ќе решиме дека ние сакаме да почнеме да се сакаме, да се гушкаме, да се гледаме вистински во огледало, да се изборуваме самите со себе, тогаш почнуваме уствари да растеме позитивно, да градиме самодоверба, да бидеме емпатични, да ги сакаме жените, да не ги критикуваме жените, зашто најлесно е јас тебе да ти најдам мани. Ајде да видиме нешто убаво во тебе. Дај да извлечеме нешто убаво. Тогаш и јас ќе бидам поубава. Што сум направила нешто убаво за тебе. Генерално вие жените го имате тој момент да се хейтате едни меѓу другите, меѓу мажите мислам дека тоа не постои. Веќе постои за жал и кај мажите. Нели таа некој надпревар и вижи мажите се веќе поголеми жени од жените. Да не се лажеме. Ама жално е, тие се фрустрации уствари на несрекни луѓе. Нели не сакам сега да бидам хејтерски настроена, али моментот е да почнеме да се сакаме себе си. Да се прифатиме дека не сме идеални, да се прифатиме дека имаме тешки моменти, лош избор на партнер, можеби нели некои имат и лоши родители за среќа. Јас имам прекрасни родители и тоа е една убава подлога за среќно дете, за среќно дете, за убаво детство. Ама кога ќе ги прифатиме сите аномалии, тогаш почнуваме да растеме на некое подруго и повисоко ниво. Дали постои момент во животот, не знам, некој тешка ситуација или нешто што ви се има случено и те има преобразено во подруг човек?
Šta ли можеш нормално дека да. Тоа е причината за да кажете Мери, дај тоа е малку дел се од патот. Не, освестиме. тоа е дел од процесот едноставно. Ти не си бил истиот на 18 години и сега. Не, Ја значи сум не бил- се ја не сум пораснали. истиот од Жално е да вчера. бидеме исти, нели? Јас не сакам да бидам исто од вчера до денес. Би било многу погубно за мене. Да. Се сеќавате ли на некој таков момент кога ви се има случајно, не знам, ви има нешто кликнано во глава, од денес ќе работам на себе, ќе се Јас сменам? можам за мене да ти кажам Постојано тоа дека го кажувам за да бидеме отворени и знам дека јавноста сака да го слуша тоа. Јас дека можам никој не лично е за мене идеален. да ти кажам е моментот кога решив да ставам крај на мојот брак. Мгм. Нели, јас сум разведена жена, кој што знае струмичката јавност. Да. И моментот кога решив да ставам крај на мојот брак, со кој што сум поминала со партнерот 15 години, имам 2 прекрасни ќерки, сум станала свесна дека сакам да почнам да се сакам себе си и да бидам приоритет на самата себе. Тоа е голема одлука во И животот. некој партнер, за среќа ете партнерот со кој што сум сега во моментот, ме сака таква како што сум и ми дава само потпора, ми е поддршка, тогаш нели почнуваме да растеме. И ете стигаш до нешто и што за тебе у тој период, у тоа време не било возможно и реално во твојата глава. Да. Ама се го посакува. И таа желба едноставно те тера да работиш на тебе. Да. Ке ни откриеш некоја тајна ти како тебе ти кликна дека треба малце да поработуваш на себе, Мене ме на прашу, јас па да те прашам сите нешто. имаме неубави моменти, ние начнавме нешто минатиот пат кога ви бев гостин Да, у сега подкастот. јас се дополнувам. Генерално го држам ставо како љубка дека не сакам да мрачам и не сакам никогаш да ги акцентирам неубавите работи во животот, ги гледам само како причина за растење, така да кажем, или мотивација. Да, сум имал непријатни ситуации, што здравствено, што емотивно, што и така натаму, меѓутоа, знаеш кој Дали бил се за тие мене? мотивација за да се промениш на подобро во животот? Знаеш како викаат, ако нешто не те убие, те прави посилен. Генерално Потврди ме најмногу или што ме коригираме за мотивира тоа. е инат. Ништо не ме мотивира повеќе од инат. Што си хороскоп? Рак. Јас сум познак рак. Емотивци сме Имавме ние. гостинки. Емотивци Не, сме не, ние. нема Што веза се? тоа со Дупли јарц. Ау. нема веза тоа со Да си одам ако може. Се откажувам. Ми кажа господните Многу гостинки, сум само емотивно, јас многу сум работам. емотивна за да седам со дупли јарци. Знаеш кој ми беше Ама убаво ти, најбитен? нели? Комфорно ми е. Не би ми било да не сум тука. Во ствари не правам ништо што не ми е убаво. И тоа е една од И тоа работите е нели? една од работите, да, Ето. да. А многу, извини, горам се замолам. А, како супер, јас можам да ве гледам, ја веќе... Две жени на пазар, знаеш. Јас сум испитана тема, веќе помина на терен. Ти си испитана, знаеш, колку не си испитана. Не, интересно беше тоа заклучок, Да, бе, да, сум. многу често ние правиме нешто за доброто на другите. Не го правам. Не, грешка. Не се согласам со твоето мислење и со твоето кажување, затоа што ништо не правиме за доброто на другите. Како Секогаш некои има тоа. наши стари, мислам, ете, пара, баба, мајка, кога ќе каже, јас останав во тој лош брак, во таа заедница лоша, заради децава. Не е точно, тоа не е вистина. Секоја жена има што станува во нешто што е неубаво ради себе, тоест ради стравот. За жал не убива стравот. И ние умираме со стравот, ние умираме со Стравот од одлука. од одлука носење некоја, на друга да, одлука, од животна страва да одлука. бидеш сам, од страва да бидеш оставен, од страва да бидеш хейтен од околината, од Дедука, средината, не пора, од и сега децава, има нели па девојки. децава, Има страх ми е мајки и девојки и страх ми е и сега жал се ми ги е има. да кажам дека и сега се дешава, Има. затоа дадов пример за минатото. Страх ми е да кажам дека и сега се Јас случува морам тоа. тоа да го констатирам како медиум, многу Многу е често жално. среќаваме млада мајка со дечиња. Не значи само ако биде малтретирана физички да нема добар брак. Ако ти не се чувствуваш убаво, среќно, задоволно и немаш, како кажа, на иста фреквенција ако не си со мажот. Нема веќе и тоа страст, може не да се е сакам, причина ние да- се да сакаме, разведеме, да. ние се почитуваме како другари, ама нема страст. Зашто да го поминам остатокот од животот со тебе, Заради ако јас не сум комшиката. среќна со тебе? Да, заради комшиката. Ама јас не живеам заради комшиката. И тоа ќе ми биде И кога многу ќе те мило води, ако го и кога ќе те комбинираш. води тоа дека ти не живееш за комшиката, не живееш за мајката, не живееш за таткото, не живееш за Горан, не живеам за Мери, живеам за мене. Така. Тогаш ти ќе си подобра личност за сите тие што те ги наведов претходно.
Да. Прво за тебе, а јас кога ќе сум добра, јас ќе сум добра за сите. Да. Ќе зрачиш. Имаме една ситуација со моето детенце бевме и стручен работник ми кажа дека ако мајката е срекна, тогаш ќе биде и детенцето среќно. Значи, таа е најточната вистина на Тоа, светот. ако ќе го сватат сите родители, мислам дека многу по-добро ќе ги гледат и воспитуваат своите Ако не си срекна како мајка, ќе бидеш фрустрирана. Мода, теми, Ќе бидеш фрустрирана како мајка. Нели не си срекна? Психоемисија стана таму. Ќе бидеш фрустрирана, да, малце се чувствам како психолог. Уствари, ако сум имала слобода на избор, може на професија и некоја зрелост на избор, може би била психијатрија, психологија, зашто стварно сакам да брцкам мозокот на луѓето. Замисли, после 3-4 сезони ме импонира тој факт. Вели го прашање има. После 3-4 сезони Любка ќе дојде како психолог. Why not? Обожавам. Него јас цело време ги гледам во еден детал и тебе и на Горан, морам да ви ги приметам огрлица. Нашите планети? Да. Шо е тоа? Појасни. На друга планета сме. Кога што гледаш, не сме од оваа планета. Јас имам и татуажи, јас сум на Јупитер, а ти? На Јупитер. Тоа нешто со астрологија ви е поврзано? Не. Има ли значење тие? Мери имат значење за нас, Сакаш да. да ја кажеме вистинската приказка? Сакаш да разкажеш ти? На тебе ќе да разкажеш. Нема да ми биде баш пријатно, фала. Не, ти не се поврзани со астрологија, моден брендто прашање кој што ете случајно го имаме и два. Јас ја имав желбата за Герданот на иницијатива од Горанот пред некоја година, ама сега го добив на покон. Многу се убави, морам да кажем, и привлекуваат внимание, посебно на Любка Горан. Извинете, да. По габарите не. Морам да си кажам. Се пак габарито привлекува. Вече го тајте умрем. Не, нека иде, све да иде. Све да иде природно, текно, голо за чудните невидими колоста. Детали и тоа како се спремувате, го прашавме Горан претходниот подкаст. Значи ти немаш потреба да одговараш. Не, јас знаеш колку мудрости прашања. Значи ти си Знаеш само зашто ми е најубавиот комплимент у животот? Во моментот е моден аксесуар, на мене и на тебе. Он е скапа ташна. Бога ми, това е повеќе од Чанел во моментов седе. Можам да седам. Фала ти многу. Купуваш ли скапи парчиња? Или бираш Шо е скапо парче? Е другото прашање, нели? Шо е скапо парче? За мене може и 100 евро да биде скапо. За тебе може би и 10.000 евро е скапо. Имагинација и тоа, шо е скапо? Сакам да те прашам, кога си бираш, не знам, аутфит. Добре. И сакаш да си нарачаш гардероба, дали ти е битно да е стварно скапо марка бренд или едноставно бираш по тоа што ти се допаѓа, како би изгледал? Што ми се допаѓа? Како купува Любка? Претежно онлайн купувам, морам да кажем, посебно после ковидот, јас толку изгубив навика да влезам у некој мол или продавница, ме гуши и за мене тоа е трошење на моето време. Моето време е нешто најдрагоцено. И колку што растеме, толку повеќе сваќаме што не значи времето. Ствари и сега треба да влезам јас у некоја гардероба да пробувам, прилика си го знам бројот, си знам што сакам, знам у која вибрација сум во моментот и што ми треба и знам онлайн да си кликнам нешто, знам да купам и нешто ефтино и нешто поскапо, зависи од мојот вкус и моите примања и моите расположливи средства во тој период и така натаму. Кога сме кај модата, пак ќе го спомнам тоа, ме мачи видеото што го видов. Те мачи или те радува? Ја работи. Е многу убаво, морам да дадам комплимент. Интересно видео. Ќе оде ли видеото у позадина додека ќе ни го пуштате ли видеото у подкастот? Да, може да врташ. Нема да го пуштиме. Што треба да платиме? Треба да платиме журналистите за да го кажа. Сакам да прашам да ако треба. Се Се пари, колку кошта место денес? Ние немаме цена денеска. Немаме цена. Гратис. Мери треба да биде срекна што ние денеска сме тука универзумски појаваме. Да. Тоа се универзумот не споја. Ќе ми откриете ли нешто што има на повидок, што ќе се случува? Знам, заедно нешто, влегувате заедно во нешто, сега открите ни бара малце, што ќе се случува? Си ги остваруваме желбите детски, двајцата заедно. Свативме дека тоа што сега го правиме двајцата заедно е можеби зашто сме се спознали. Да, зашто не. Зашто имаме исто презиме, зашто сме толку блиски, зашто сме имале таква енергија.
И сега се гледаме и сваќаме што ќе правиме и си гледаме двајцата и си викаме уствари тоа е тоа уствари. Поврзано е со мода. Невозможно е да било случајно. Поврзано е со убави нешта, поврзано е со нас, со нашата енергија, Не ми да. кажуваат, бе, никако не ми кажуваат што ќе Со Двајцата нашето уживаме во процесот на создавање на таа приказна. Како што кажа Љупка, материјалниот момент никош не бил пресуден и сега не е пресуден, едноставно го правиме како една наша заедничка целина. Се Ваш надам бренд дека се развива, стромичани ќе бренд уживат и нешто ќе ќе- биде позитивно за сите. Ние ќе уживаме во процесот и го. Наш бренд што го носи нашето презиме уствари и баш толку. ми е Не задоволство. ми кажуваат ништо, не може да открием. Ништо. Добро, нека остане на имагинацијата на Ќе видите, гледачите. ќе Сигурно време дека ни ќе биде информира. нешто Кажете ни интересно, за колку искрено. време можеме да очекуваме нешто од На вас? 11. За еден месец. За За еден месец малте не еден очекувајте месец, големо да. изненадување. Јас имав многу прашања, некако ги испомешав Да, сите гледам, тие јасно, нема прашања. добро, ќе се вратиме, ги, back on track. ги испомешавме сите тие прашања. Пак ќе се навратам за врските во животот. Сите имаме некои врски. Дајте видам што Дел прашање се- имате. Не може Дајте да- видам би што требало прашање. Дајте си изберам што се. Би требало да си ги Значи минатиот носиме пат не до- знаев. Може ли паричка да фрлим? Да, чак изберам, чак. Вие правите си мабет, јас ќе изберам. Разговаруваме за врските во животот, посебно на жените знаат многу да им влијаат успешни и неуспешни. Со какви луѓе би сакале да бидете во не мора да биде тоа само љубовна врска. Какви луѓе бирате во животот? Пошто ги вреднувате луѓето во животот? Мене ме импонираат луѓе од кои што можам да научам. Ако јас седам во соба со тебе и немам што да научам од тебе, немам зашто да седам во собата. Луѓе што ме полнат со енергија, што не ми ја трошат енергијата. Да. Луѓе што ме прават задоволна, исполната, што ме прифаќаат, што не ме осудуваат, што се надоградуваме, што се разбираме. И Горан, тоа. со какви луѓе би сакал да комуницираш? Например, еве во Со текот добри на луѓе. Луѓе кои што имаат позитивна вибрација, повели, окей, Се да се допаѓа прашаат, прашањето? да, Види, се согласувам со Горан дека треба да бираме добри луѓе, ама не сите добри луѓе пријат добро на нас. Нели, Тоа зашто и више, ние сме дека добри, се ама не сме индивидуални, идеални. Нели, и дефиниција за доброта не е иста дефиниција за секој од нас. Да. Знаеш зашто Некој ќе го каже и Љупка не е прашање? добра затоа што става контраверзни слики на Инстаграм, нели? Ама некој каже и Љупка е добра затоа што е добра другарка. Љупка е добра затоа што е добра мајка. Ама тоа, многу пошто ги мери луѓето, мене нема дали? знаците, Енергија. мене нема знаците не си иста призма, многу е битен наголот кај што ќе застанеш. Многу е битен наголот кај што ќе фатиш слика. И Од битен е- сите страни ти не се иста. Да, и битен е моментот, како што Моментот, кажа и на цаголот. почетокот, да не судиме по човек само по фотографиите Па кои ги тоа е гледа. малце уназадено размислување и не можам да ги осудувам јас. Луѓе што така гледат. А на деловен план, некако сега сме во едно време каде сите брзаме, сакаме да направиме малце повеќе пари, да имаме комоција во животот, брзаме за ангажмани, се повеќе работиме по 3 работи, не знам, значи се е некако брзо и гледаме се повеќе и повеќе, нели, да заработиме за пари. И сега едно прашање. Кој се продава поевтино, мажот или жената во денешно време? Зборувам поевтино, знаеш, како со поднаводници, Продава треба да е под наводници. продава. Не можам да одговорам на прашањето, Во многу е смисла- општо. да. Не е лично за мене за да ти одговорам, тоа е некоја анализа. Сметаш ли дека ако ти и Горан отидете на не знам, Дефинирај продажба, да. Зависи. интервју за работа, дека Горан ќе добие повисока плата од тебе. Зависи Дали на која работна веруваш во позиција. тоа дека се уште има таа стигма дека мажите се подценети и повеќе им веруваат на мажите кога се зборува за работа и успешност во работењето од жените? Види ме, Тоа се од женски аспект морам да те прашам. Пак да се вратиме као некоја мала дигресија на муабетот претходно, ствари се потекнува од тоа дека ние жените во Македонија немаме самодоверба. Прво, историска самодоверба ние немаме како жена. Сме биле подчинати и тоа е една револуција, што нели еволуција што ние треба да си ја поминеме, да си ја прифатиме како жени, дека е процес на растење на жената и одиме у нагорна линија.
самодоверба прво ние не сме имали од дома, нели уште се радувале и уште се радуваат у фамилии кога ќе се роди машко дете. И слават, има поголема слава кога ќе се роди машко дете колку женско дете. Дискриминиране сме ние жените. Прво фамилиарно од дома. Да. Во многу, Но не зборам лично за себе, сега зборувам јавно веќе. Да. Мислам дека зависи од самата жена, како ќе се дискриминирани постави сме, на позиција, како да? жената се мажеше сега веќе оди кај мажот, и веќе ние ја мафнаме, не е битно толку општеството. Жената треба да биде домакинка и сега веќе жените земаа замав, што сум многу среќна ради тоа. И нормално дека да тој замав дојде до некое изедначување е процес и нормално дека мажите имаат поголема цена за работа. И не сакам да звучам феминистички настроена, затоа што јас сум феминистка, ама мислам дека секогаш мажот треба да има таа работна улога, а ние жените да останеме женствени, нежни и ние сме еден цвет што уствари не може да работиме машки работи. И сум многу против кога ќе каже ние треба да сме исти. Ние треба да сме исти, равноправни, нормално, нели не треба да бидеме физички малтретирани, вербално малтретирани, треба да бидеме прифатени. Ние сме повеќе од мажите. Затоа што мажот треба повеќе да работи за нас, нели? Ние сме многу повеќе од мажите. А ние се спуштаме под мажите, ние за дена се спуштаме под мажите со самото тоа што сакаме да бидеме феминистки повеќе. Оствари, ние покрај таа феминизма дома треба да дојдеме и да бидеме мајки. Мажот не може да биде мајка. Ние ја раѓаме, ние сме во утробата се нашите деца, се во нашето утробе, не се во машката. Да не ми замерат, јас ќе кажам за сите жени кои се борат за правда на жените и феминистки и се. Не дека сум против, но јас се согласувам за тоа дека сакам да си ја прифатам. Сакам на женска линија само да пуштам една порака дека жените треба да си ја прифатат женственоста. Ако јас и Горан сме на иста линија, значи јас не сум веќе женствена, јас сум на исто ниво со Горан. Нели јас ќе влезам во некоја машка енергија. А таа машка енергија мене ќе ме направи поборбена, похрабра, поцврста, посилна. Да, ама јас сакам да бидам нежна. Се губи женственост. Јас сакам да бидам нежна. Јас сакам да се радувам на букет. Ако му дадам на Горан букет, нема да го чувствува исто како мене он да ми го даде. Јас секој сум на страна на жените, тоа се години така, нема веза, тоа е точно. Не мислам, или може би мојата глава не е така, ама не мислам дека жената е потчинета од денешно време, баш напротив, жената е многу значаен дел од општеството и генерално вие под маската на таа женственост и нежност многу успешно ги контролирате мажите. Значи, ако сакам сервис за кола, се волам на жената. И стигам до термин. Никој не е разбираш? Да, никој не е едноставно жената секој знае да стигне таму кај што сака. И наједноставниот пример, сакаш да ти дојде гости и ти се јавуваат пријатели, да дојдеме и мажот да дојдат ли? Доволно е. Мислам дека обема бе доволно кажува за кај да се жените во општеството. Ние сме доминанти и од историски гледна страна сме доминанти. Малку тоа сакам да. Ама дај да си го прифатиме тоа женственото, дај да уживаме во женственоста. Зашто да не? Но тоа нема, мислам дека таа доминација нели внатре во самата фамилија и во тој однос маж и жена не е исто со тоа што го бараме сега надвор во општеството. Не се согласувам дека водиш на работните места што бараш? Мажи и жени. За жал Горан се уште има, јас го имам тоа искуство имам. Имам и споделено некои пријатели и пријателки и така натаму. Се поретко е, но за жал се уште го има. И тоа ми беше поентата дека убаво е да имаме некоја рамноправност, на апсолутно се согласувам со Љупка дека женственоста и тоа што е жена и за дома и нежна и убава и дека не треба во ниеден случај да се испоистоветува со маж. Дај да си останеме во нашата агрегатна состојба. Се што сака. Јас сакам да бидам жена, ако нели збориме за лично, треба да си останеме во нашата агрегатна состојба, што е прекрасна е да биде жена. Мислам, ние имаме многу позитивни работи од мажот, ние сме чекор напред од мажот, зашто сме женска и ќе кажеме, извини, јас сум женско, не можам тоа. Нели? Зашто да сакам да бидам како него? Па им кажувам на жените, бидете паметни, искористете го тоа што сме жени. Јас знам дека како жена секоја врата ми е отворена.
Треба да уживаме у нас. Што ќе се случува? Дали ќе ја склучиш таа сделка, например, ако сме на деловен состанок, и дали ќе Водност на- продолжиш со работата, Генерално зависи мажите од, са по-практични в однос на мајндсетот. работата секогаш. По-практични едноставно. Може би поради тоа и се случува таа методика. Но ние сме Разлика за тоа што по-изпълнителни, вие да сте се разбереме. Ние трябва да бидеме убавата Изпълнителни, половина, нежната половина, мажите трябва да бидат практични, деловни, работни и така нататък. Често Што е секој Има прашање. да. Нешто некако не се согласува со нашите. Па, види, Не, феминистички предна се бока настроихме, тема е- може би. Мислам треба Не, она е секогаш на страна на жените и јас сум сведок за тоа, зашто долго време, ако не бил на страна на жените, не мога да обстана нашето пријателство. Ме интересира вашето гледиште за убава жена. Што е убава жена? Јас многу пати у текот на разговорот ти одговорив што е убава жена за мене. За мене убава жена е толку колку што мислиш дека ти си убава. Прифаќањето на моментот во мислите ти колку си убава, толку си убава. Убава е, секоја жена е убава. Во Струмица имаме ли убави жени? Секоја жена е убава. Секоја жена, не постои жена не е убава. Спомнавме неофицијално нели во разговорот пред да почне подкастот. Имаме ли Може да тече цело време така неофицијално да и модерни, не беа модерни. Да, сакам да прашам има ли во Струмица модерни некако средени жени? Ти ми кажа интересен одговор. Заборавив, подсети ме. Дека не е убаво да се дискутира Стара на сум. таа тема, да. И дали е Ама битен има. финансиски... Неблагодарно е. Да, Има влијание финансиски дел. Јас можам да те лажам. влијае на тоа. Јас можам да те лажам и да ти кажам дека нема влијание. Да, може би делумно нема, нели, во тоа колку ние ќе бидеме чисти, средени, измиени, исчешлани, ама за тоа колку влијае финансискиот дел, нормално дека влијае. Нели, ти прво кога ќе станеш и се бале, кога ќе знаеш дека немаш финансии денес да си купиш јадење што сакаш да го јадеш, ќе те убие психата, ќе те убие моментот, мислата, нели, имаш дечиња дома, имаш маш, имаш сметки и таа некоја атмосфера на стрес, нели, не ти дава да се отвориш. Нели, ние сме еден цвет што треба да се отвори за да ни дојде до израз нашата убавина. И многу е убаво да си направиме момент да бидеме задоволни со тоа што го имаме и да знаеме да се шириме, да растеме од тоа што го имаме. Тешко е во Струмица, стварно е тешко. Предходниот подкаст, но пак ќе го прашам да се нема некако сменето мислење на Горан. Можно е да се има, зашто расте горе. Што прашам? Дали има убави жени во Струмица? Има, да. Ќе ни кажеш некоја... Нема да именувам пак како минати пати. јас Се нема променето, се нема променето. Генерално Струмица е град со убави жени, Струмица е можеби градот со најубави жени. Во однос на модата Македонија. ме интересира, дали може да дефинираме дека во Струмица има модерни жени? Еве, јас се имам перцепцијата дека кога ќе отидам во Скопје, таму се некако помодерни, поразлични се Секој од град нас. си има различен вајб, различна вибрација, различен И тоа сензибилитет. вајб не ве знам. прашам, што? Вајб, сензибилитет, чувство, не знам, може Тоа би. срценцето што го има љупка на секоја слика, вајб, тоа да го Тоа не е ве прашам искреност, крајот. тоа е искреност едноставно, дека едноставно се што правам јас е од искрени чувства, од спонтаност, без некоја задна намера и цел. Материјална Пак ми и е земте. од срце Да, направена да, и од да, срце направена, затоа е со срце устварена. Мислам, немам што повеќе да Извини, кажам од Горан, минатиот сакаш пат, да ми едноставно. кажеш, да, Одговорите впечаток. се исти, одговорите Значи монтири го Горан, монтири го Горан од Може претходно. минатиот пат да Можеше го- исто да се облечеш уствари. Добро, се враќаме пак на социјалните Знаеш кој беше најакиот момент од минатиот подкаст? Што? Многу сакав да зборам за акцентирање на брендови. Добро. Значи сакав Како како мислиш тема да го акцентирање на брендови? Знаеш брендирана гардероба из принта Добро. на големи Аха, брендови. аха. Ама нека луѓето не се можев. Зашто? Имаш 2 минути, кажи се што ти нешто. Кажи, мене ме занима сега. Затоа што сплетна околности носев кошула со принт. Мислам беше дискретен, ама во секој случај беше принт и тука немаше простор за Дискусија. А сега имаш Требаше сам простор себе да за се дискусија, победиш. Да, требаше да се тоа дека луѓето си купуваат многу често лажни брендови. Ами тоа е лажна Види, слика за види, создавање. сега, Лажна тука е слика малку- Зошто создавање. има потреба некој Dolce и Gabbana да си купи кога знае дека е фалш и да се... Зошто? Сега тоа можеме да го сместиме во истата категорија со Со прашањето лажните за филтрите, ама нема да го сместиме во истата категорија со Кај ќе прашањето. го сместиме? На филтрите не. Јас ќе ти кажам зашо. Ко јас или па можем да кажем дека и она е во иста ментален склоп како мене, кој ќе купи некоја парче, кое што генерално не секогаш е акцентирано брендирано,
Дискутабилно е дали тоа го правиш за самочувство, за чувството што мене ќе ми го даде тоа парче, или за сликата што јас навидум сакам да ја предизвикам кај тебе. Јас генерално имам проблем со фейк парчиња, заради тоа што фейк парче не може прво и основно да ти влијае на чувството што го имаш ти кај себе, додека го носиш, а и генерално луѓето не се глупи и знаат да препознаат кој нешто. До толку нели? И мене ужасно многу ми сметат фейк парче. Препознаваш така по улица, Да, бидејќи да, тоа ти е препознавам и професија, на нели? слика. Сега да Не битно. И професионална Со професијата, деформација професионална ти е, деформација, ама не само на улица, ги препознавам и на фотографии, на видео, стилот на видеото, дали раците на тој што го монтира тоа парче таму изгледаат како раците на продавач кој што би бил у конкретната продавница. Ме разбираш? Значи ти ги анализираш тие видеа. Без да сакам, случајно. Така без, биди веќе своја, тие- анализираш ли Мери каква е облечена? Не анализираш ли биди своја? Ако мери зрачеш позитивно, нема да те приметам. Јас тек сега кога се чепна видов какви ти се ракавите. Што ти зрачеш денес, стварно му Да, изгледаш. да. Ти благодарам. Значи многу е битно како се чувствуваме. Пред се дали ние се сакаме себе си, да сме се ние убави за себе, па после и околината ќе потреба да околината те рангира препознае. според твојот бренд, дали е лажен или вистински, тоа е веќе нешто што ти го правиш за тебе. Значи, ти лажниот бренд, со лажниот бренд се лаже себе си. Не го лажеш горе, Не купувајте лажни брендови. Купете си некој убаво ефтино парче, ама да ви стои убаво. И нема да бидеш поубава со брендот. Нели? И ќе бидеш зборувана, и да ти поверуваат дека лажниот бренд е оригинален бренд, ќе бидеш зборувана 1 минута. Ќе имаш аплауз 10 минути. Што потоа? Нели ќе си легнеш и ќе си го поставиш главното прашање. Дали си среќна? Дали си мирна? Дали уживаш у тебе? Дали ти се сакаш тебе? Таа мајчка ти ќе ја соблечеш, ти кондори ќе ги соблечеш. Да. Битно да И сме јас се среќни на радував, крајот од денот. јас порано се радував на некои парчиња што не сум можела да си ги купам. После ти стануваат многу достапни, многу видливи. Сега веќе кога ќе нарачам нешто затоа што знам дека ќе ми иде у некоја комбинација за некој настан, јас треба јавно да се појавам негде. Знам дека ќе бидам мета на портали, знам дека ќе бидам зборувана. Атрактивен ми е Инстаграмот и нели веќе имаш притисок да ти мораш убаво да изгледаш, кејф ми е. Ама јас кога ќе ми стигне веќе нешто, може кутијата да не ја ни отворам. Да. Јас сакам внатре да се отворам. Внатре, ако јас сум среќна, таа кутија тотално небитна. Пак се сведуваме Тотално на тоа да се небитна. самоспознаеме Тотално и да бидеме небитна. среќни. Јас денес морам да ви кажам дека цела сум облечена од Зара, не сум нешто спешал, скапо облечена, значи тоа облеката е втор план. Во втор план, да. Дава момент на спакувањето самодоверба. Скапото чувство дава, нели и луѓето да сакат ради парите, а и ти сам се сакаш повеќе со пари. За жал, за жал. Не се мотивација за работа и за живот, но Се битни, ама не може они да ти се водич. Ако ти се они водич, тогаш нешто е грешка со тебе, со твојата визија и на погрешен пат си. Така, Мораш насоката да си ја смениш. Да, имам и кратки прашања на некои, знам дека често патувате. Кој ми се повеќе јасно тоа? Добро, кои се омилени дестинации? Сакам тропски дестинации, сакам море, сакам сонце и сакам се што е различно. Може би порано повеќе уживав во плажа, во сончење, во мир некој друг, а сега уживам во различности. Сега сакам да се истражувам самата, сакам да се пронаоѓам колку што можам повеќе да се отварам. И ако сум уживала во летото, сега ја сакам есента. Ако порано сум сакала 40 степени температура, сега сакам и минус 10. И тоа е моментот на зрелост, пак што доаѓа со текот на годините, искуството и се што ти се дешава по патот, што кажа Горан Преска. Имав многу долго време заблуда за самата себе дека не ја сакам есента. Ми беше како депресија, ма фаќа доаѓа есен, тмурно, замина тоа убавото. Што е убавото, топлото? Сонцето го нема и сите сме тмурни. Сонцето сме ние и кога ќе сватиме дека сонцето сме ние, тогаш уствари ја сакаме есента. Јас прва година, може би, ајде да кажам втора, ја сакам есента. Значи јас наскоро почнам да се сакам себе и сум многу среќна ради себе, затоа што јас
тоа е една од ретките есен поглавија кои што јас ги сакам и уживам. Го сакам, дури денес се разбудив и видов некој врнежлив ден, викам, што убав. Порано викав, Па има и дошт. тоа убаво роман. Да, се бали баш се пиев кафе, као врна од едноставно, сонце. Сонце, супер, сакам многу Да. и сонце. Едноставно го сакаш секој ден. Што многу луѓе немаат прилика да уживаат утре, денес. Тоа веќе мислам дека дадовме до знаење. Зашто дека да не уживаме? Треба да се работи. Неблагодарно на е да не себе, уживаме и да не бидеме благодарни за тоа што го имаме денес. И секој ден. Секој ден. Кажи ми, каде се гледаш, не знам, за 5 години, 10 години? Морам да ти кажам дека јас денес сум во твојата емисија, среќна, исполнета, со Горан, правам нешто што, креираме нешто што сум го сакала од мои 15-16 години, кога сум била свесна за мене. И ми е еден од периодите во животот кога јас сум најсрекна и најисполната во секое поле. Како жена, како човек, како другарка, како од работно гледано искуство, како мајка, како девојка, како керка. Се, нормално дека љубовта е најголема движечка сила. Значи, Лјупка не е заљубена. Секогаш сум заљубена. Прво самата себе, почнам да се сакам Не, во моите мислевме деца. на друго. Па љубовта е примаме, љубовта не може да ти дојде случајно. Ниеден вистински партнер нема да ти дојде случајно. Не веруваш во судбината, случајности? Да, ама таа судбина ние сами се ја креираме. Се додека веруваме у илузија, а не почнеме да мрдеме и да работиме на себе, нема да ни дојде. Уствари, љубовта е нешто што ние ја креираме. Кога ќе почнеме да се сакаме самите себе, кога ќе почнеме да работиме работи што ние сакаме и уживаме во нив, без што ќе каже комшијата, мајка ми, татко ми, Горан, Мери, камерманот и така натаму, тогаш ние почнуваме да се сакаме, да се гушкаме, да уживаме во себе и ќе ни дојде нормално партнер што ќе нас сака. Да. Каде се гледа Горан во наредните 5? Со мене. Среќен. Со Лјупка? Дефинитивно. Се сеќам. Тоа веќе не е тема на разговор. Не, тоа деловно сватив дека нешто почнувате големо, не ми откривте. Многу ми е драго што со Горан ние креираме заедно нашата детска желба што сме имали јас и он. И пак ќе кажам, не е случајно, ама сме работеле да тоа се деси. Сме замешале прсти јас и он и уште замешуваме и уште се трудиме, не е лесно, ама уживаме во процесот. Многу ќе ти дадам. Знаеш кој ми е најгов комплимент? Како го зарекам за овие. Не, се окей. Ми се случи да ми кажат како многу ти убава тишината. Ти уживаш во нашиот разговор, да? Не, многу ти убава тишината. Јас знам добро и да кјутам, не само добро да говорам. Дали се чувствуваш убаво? Да, перфектно. Во тишината. Добре. Ово мирисаме? Ја чекав да ме остават да одговорам каде јас сакам да патувам, ама нели поминаат други прачања. Епа Мери, јас сакам места кај што мириса на сол, на убав парфем и има убаво зајди сонце. Тоа е одговор. Секој нешто скапо да имаш речено на тебе. И само се така треба да биде сечено. Не, ништо не треба да биде сечено, се иде у оригинал. Повели Мери. Следниот пат јас ќе правам подкаст, ама ти ќе дојдеш кај нас на гости. Јас ако сакаш, зашто следен пат? Никој не знае дали ќе има следен пат, ние може да продолжиме со подкаст сега на Мери. Ако она се согласи во тоа. Добар вечер, драги гледачи. Гости во нашиот подкаст денес сте Мери. Лјупка има многу. Јас те прашувам на прашање на кој што... Чекай да ни кажеш дека сак да патува само. Одговори. Ќе одговори, мислам на брзо, немам да му давам многу простор. Дестинација. Значи, битно е да има убаво зајди сонце, да мириса на убав парфем, Ствари, и да таа има реалност вода. на македонски да може во Македонија. И тоа ние се бориме за права. Ние имаме сме загазени, какви да. права. Мажи, жал ми е. 8 март. Подкастот ќе сване. 8 март. Среќно сум. Со душа чекам да го гледате овој подкаст, да седнете двете да го изгледате. Сериозно. Гледате задни или оддолу? Дали Мери ти ќе испратиш пред да се објави? Да контрол или не ќе иде директ објава YouTube? Директно ќе оде објава, а можам да дојдам кај Лјупка на гости за да си го гледаме и да си уживаме двете во подкастот. Why not? Зашто? И ти да
ти можеш па и... Аплауз, по-гласен. Помашки, помашки. Подкаст повеќе говорам. Мери, Каде се гледа цяло Горан време за с това. некои 5-10 години? Ме интересира твоите визии, твоите Мери, аз ке ти идеи за отговорам така понатаму. много Кажете ми нешто, директно. ама Митров, тоа многу ме интересира, шок е тоа. Митров ќе биде една убава приказна. Наша. Приказна, пак приказна. За 5 години, кај се гледам, некако јас сум цело време go with the flow. За мене пресврт во животот ми беше моментот кога ја почнав да го приметувам небото, например. Ме разбираш? За Едисон, колку е убаво за Едисонцето. Види го небото, вау, небото, колку убаво небото. Тоа ни е Тие град. мали нешта што ве прават. Да. Генерално моментот, тие некои такви моменти ми се многу поважни отколку било што. Тоа е момент на Друго, растење, да. што го чувствуваме потекот на патот. Да. Кај ќе бидам за 5 години, едноставно ќе биде резултат на тоа што ние професионално ќе го сработиме. Ако зборуваме за професионално, кај се гледам за 5 години, ќе биде резултат на некое наше заедничко работење. Едноставно се гледам само убава, спокојна енергија, нас сме луѓе околу мене кои што ги сакаме, сакат ни убаво да се дружиме и тоа. Се надевам и се гледате во Струмица, затоа што вакви позитивни ликови како вас не требаат во Струмица. И покрај сите тие, нели, Зашто ви требаме, Мери? Зашто ви требаме, јас си кажам? ми требате такви позитивни ликови да ширите позитивна енергија и да комуницирате со повеќе луѓе за да им го пренесувате тоа. На луѓето им требаат луѓе како вас. Позитивни. И на Еве, нас ме насмеавте во И на нас подкастот, исто ни да. требаат. Да бидеме искрени. Желни се луѓето за такво нешто. Јас се Знаеш, трудев опуштен максимално да разговор. бидам искрена денес, максимално колку што можам да си Искреноста дозволам за е, себе, мислам највредното нешто. за во да денешно време. доловам кој е процесот на растење, што јас лично сум го имала на моје лично искуство и колку ако се има голема желба можеш да успееш во креација на многу работи и ако си во Струмица. Да, Не да, да. постојат бариери. Како што кажа, тоа е само изговор, Само географското изговор. кај живееш Изговор е, изговор на изговор е крајот, зашто си многу жена место. не можеш да успееш, затоа што си мајка не можеш да успееш, затоа што си дебела не можеш да успееш, затоа што си грда не можеш да успееш, затоа што си живееш во Струмица не можеш да успееш. Не можеш да успееш затоа што имаш бариери во твојата глава. Тоа е мојот одговор. Така. И нека биде тоа и твојот совет до сите, не само млади, и возрастните луѓе и сите оние Само кои силна си желба. прават бариери, извини. Погрешно кажав, сите оние кои си прават бариери самите во себе, нека биде тоа, не знам, еден совет до сите гледачи. Така е. Кога треба да ни дојде уствари желбата за живот? Ние сега живееме. Во моментот додека сум со тебе во емисија, Живееме сега сум животот. жива. Да. Нели ние сега живееме. Ако мене сега не ми е убаво кога? После 5 години, после 10? Тоа е некој идно време на кое што никој не знае, не сведочи. Така, да. Имаше во една книга интересно беше додека ги чекаш да ти се исполнат желбите, Животот поминува. животот поминува. И што со тоа? Зграбчи го моментот, мислам Да. звучи како реклама, ама стварно зграбчи го Едно моментот. време имаше зграбчи го Реклама моментот е една, во не знам весник, за да. која беше, ама стварно е така, Да, да, навистина е така и кога ќе го живееме и кога ќе го практикуваме во пракса, кога ќе го применуваме тоа, тогаш што ствари ќе ни се дешаваат чуда. Ќе кажеш, еј, ама јас стварно тоа го направив. Зашто сега гледам дека на Мери се Можело. дешава тоа и за мене тоа е невозможно. Да, да. Возможно е, само дај чекорот и за чекор едноставно. Имаш ли нешто да кажеш? Звучат да ти малце даде? како политичарка. Не политичар, не кажете психолог. И јас мислам дека наредно немаш ништо што Немам, не. може да се одјавиме. Може да го залепите на овој подкаст минатиот. Да те измиксаме. Монтирига, постои веќе нова технологија монтаж. Не, ама ја кажав на старт дека денес ќе бидам джентлмен и дека ќе дадам предност Така. на неа заради тоа што добар дел од прашањето да не кажеме во различна форма се повтори, значи јас веќе едноставно сум кажал моето мислење кое што не е променето. Од друга Сакате страна, дека извини, не Гора се променето. согласува со се што кажав јас. Да, Да тоа се сум беше. во право. Жените се секогаш во право. Мажи за жените Зашо да е ќутат формула за и да ве успешна? слушат, уствари за успешен брак. За успешна врска брак, Да. било кој Само Па не ми успешна одговоривте. врска. Ето сега ни Па тоа, жената е секогаш во секоја право. жената е во право. Мажот само тоа Слушате треба да го ли, научи. Уствари мажот пак треба да се тера, да се пие од чашата, само да вика да во право си. Да. Многу Тоа е едноставно. Много малку едноставно. не единствена формула за спокоен живот на сите мажи. Како што беше формулата денешна за убав подкаст, мажот да си кјут и да вика во право. Во право си. И Не, да не, се- шала на да страна, правиш шала на успешен страна, ја и он подкаст. генерално Да, да, имаме да.
Ви благодарам, да. Мене ми беше много убаво с вас. Истина. Убаво си Истина поминахме, разговараме скоро сати, некои минути, не знам. Ама сме урок, за да биде Јас, да може да нели, го днес. почувствував дека толку Да, време ми да, заврши, да, сакам помина. уште ако може. Ако излажеш дека е изключена камерата, ќе оставаш да продолжи да снима, ние ќе продолжиме да справиме обед и вие после ќе монтирате шо ви одговарате у некој си сад време. Ви благодарам. Сакав да кажам совети, но мислам дека дадохме толку убави поенти и толку убави совети, што е безизлезно. Ја и Любка сами по себе сме совет. Да. Само Кажете кој си, како- требате на Кој струница, како вие ќе ми да прашувате. протолкува едноставно. Види, и работата има две страни, црна и бела. Ако ти сакаш да ја гледаш црната страна, како Горан денес, што е облечен, ќе гледаш црната, ако сакаш да гледаш светлата, ќе Стано, гледаш зашто светлата. си во црно? Зашо што Не, убав си, Ама далеко. имаш и тоа друга е страна сега, нели, Да. на допълнување за да на ми муабетот. Добро, И црната окей. страна нека да креирам зрачи, контраст маса. а светата мрачи, така да не е се како што изгледа. Се договоривте Нели како многу ќе се лажни облечете изгледи има, двајцата? многу маски носиме низ луѓето. Уствари се лажеме самите, ета со тие фейк стики што викаш филтри, со тие фейк брендови. Си стојам на ставот дека да не мери, претеруваат со ама филтрите. првото претерување со филтри е духовност, Почетокност. духовноста. Ти кога ќе излезеш од вратата надвор денес, кога ќе се насмееш на умшиите, а не си среќна, тоа е првиот филтр што ти си го стапаш денес на лицето. Не можеш да се експонираш на јавните мрежи, ти веќе имаш филтр. Тргни од тој филтр и работи на тој филтр. Ако ти изработиш тој филтр да биде убав за тебе, ќе биде убав и за другите. Нека биде тоа совет. Така си мислев дека денеска ќе биде на лайк подкаст, па ќе зборуваме за тоа зашо ја и ти стално имаме мечинг аутфити кои што Случајно, ама ние не ги прашам, не сакате. Ние не ги планираме. Многу често дали се знаеме. договараме? Не. Ето денес, например, не сме мечинг, ама пак сме нешто Имаме слично детални стилизирани. мечинг случајно, Многу често знаеме да се појавиме на договорена средба и одам јас и одам и он. Црвено. Или нешто бело. Викам, не е Многу можно, често има Тоа викам, за Кажи, забава, не ве прашав. Каде најмногу сакате да, во што најмногу уживате? Каков тип на забава? Па ќе кажам, не ве во гледам мирна, во во кафичи, природата, многу, во убава гужва, во музика, длана. во природа, во убаво Да друштво, може да се разговараме. во убава чаша вино, во убава храна, убави луѓе, убави души. А тоа што гледаме на Инстаграм, многу често Любка знае да сготви нешто па да ни покаже. Тоа е Горан хоби има нешто или искуство некоја со нова професија почнува? Тоа не е професија, тоа е едноставно уживање во мирисот на храната, во полнење на очите со храната, во уживање на тие мали нешта што не може никој да ни ги земе. Наредниот подкаст кај тебе на гост. Добро. Јас сакав и денес, али условите не. Да. Наредниот подкаст, јас си снимателот Имате со се покана, камери, имате покана, со се зошто да таму, ќе не? си Јас јадеме, ќе си уживаме и ќе едноставно разговараме. доаѓаш до некој сегмент во животот кога сваќаш дека луѓето ги имаат денес, утре ги нема. Да. Ама храната е нешто што не може никој да не го земе. Уживањата, ете спортот, Така. природата, јадењето што се наши примарни потреби не може да не ги земе. Така, Дај да уживаме во Да природа. уживаме во примарните моментот. работи. Така. Секундарните ќе си дојдат. Да. Ви благодарам многу. Јас се надевам дека ќе се видиме и некоја наредна сезона. Со тоа веќе дека имате Митров брендот веќе се има развиено и ќе зборуваме малце повеќе за тоа. Сега не ни откривате, но ајде ќе почекаме уште месец дена, не е многу. Ви благодарам, се гледаме повторно, а на вас ќе ви кажам до гледање до наредниот подкаст.